Каде излегуваат велешани, како и колку се забавуваат? Имаат ли ангажмани велешките диџеи во родниот град? И каков е ноќниот живот во Велес? Се само дел од темите на кои во опуштен пивомуабет разговаравме со диџеј Попај и диџеј Зорбитал. Може ли да ни кажете како фундаменталната се успева и колку се велешките диџеи застапени по велешките парти? Ќе му оставам простор на стариот колега да почне да скршим разот. Добро сега, диџејството е култура. Дали станува збор за хаус, дали за хип-хоп, дали за било кој модерен звук, сепак тоа е начин на забава кој што во минатата деценија беше позастапен, а сега во последно време некако изгледува во смисла има многу бендови кои што го заземаат делот од таа програмска шема. Особено за Нова година, нели? Околу празниците, околу божични празници, околу новогодишни празници. Да, па добро се, таа има и помаси се качуваат и све, ама како и да е. Што се однесува за тој тип на забава, некако во Велес, велешки диџеи некако, не знам, некако многу тешко Мора почнеме кампања на иницијатива Support your local DJs. Сакам Нелико сакаме спорт во Велес. Сакам велешки диџеи во Велес. Фала Богу, сакаме велешки диџеи по локалите велешки, по дискотеките велешки. Може да се направи мала споредба, одите мислам и 20, знам дека настапуват и по други градови. Каков е третманот кој ќе отиде велешки диџеи во друг град и кога треба тука да настапите пред своите луѓе? Ти колку пати си бил На страна? Па имаме на 10 пати пуштено на страна, за право да кажеш. На различни места? Да, на различни места. Кажи. Не, нема врска. Ги спаднеме надолу од Велес, сме многу подценети. Ја тоа го имам приметено уште многу одамна. Први пат кој испаднав од тука од Велес, значи нема ценкање за букинг, ни ништо. Ало, колку парички, толку парички, не проблем, дојди, ќе платиме. Не е проблем. Значи многу повеќе многу чудна работа тука вако или нешто, нашто не се го ценим. Кога ќе отидеме настана, сме многу повеќе ценени од тука. Добро, сепак Велес е специфичен град. Да не можам да обвинам некого зошто е тоа така. Едноставно е така и нема правило. Правило нема. Значи има дали народот пример нема да дое или газдите сакаат нешто, да пушти нешто или вакво или такво, нешто по-комерцијално, знаеш. Ама вака, знаеш, да поиграме малку, знаеш, да го знаеш ти тоа, знаеш. Ќе ти се обрати и сега ќе ти го скрши филмот ако ти си планирал едно да правиш. Ама добро, тоа сепак ние си сега да има држиме позитивни исклучоци. Да, секој. Исто така и во Велес. И во Велес не можам да речам дека сегде е така. Сегде е така. Значи има не сакам сега никој да го именувам, меѓутоа имало места кај што не се спаѓање, сме си минале прекрасно. Скакање рад се нозе. Тоа е. Проблемот е дека прекршиме таа бариера до 11 саат. До 11 саат велешеме така малце се не можеш да ги натераш да мрднат таму. После 11 више ги почна малце алкохол да делува, више настанува и журката. Така. Ако се случува предпоставам често и самата публика да има своји желби, како реагирате вие, дали најчесто пушти нешто. Пакете тие предлози? Види, ептен ако се поклапа и така некако да ми е некако на крај на вечер, па ајде веќе се празни, па знаеш, можам и да избегам некако. Меѓу принцип не. публиката треба да разбере дека секаде ние кога одиме да пуштаме музика има одреден сет и одреден за таа вечер. И сега ти дојдете некој лик, ако е со добра намера се, ти побара некоја песна што не се уклапа тебе у целата концепција, значи. И ти треба да му пушиш таа песна, оти него му била вечерта. Да, оти му било кеј. Таа па сме имале порачки од разни српски певачици, така порачки така од некој друг жанр ти пушиш цела вечер рап и хип-хоп, он ти иде тука ти порачува некоја песна поп нешто, немам нешто. Ја му викам, друже, винам ли, кај пишува винам?
Ако сум Па едно време стисни тука плей. А YouTube имаш ти брат да пуштуваш да го песниш на YouTube? Катастрофа, тоа е... Не, у принцип, не. В 2004-2005 негде, се сеќавам, во Stones, пример. Stones Бог да го прости. Rest in peace, Stones. Rest in peace. Stones имаше журки, најдобрите журки у градот, у кафич од 40 квадрат. 30 квадрат, 43 колку е. Тоа беше таква прогресија, хаусови, трансови, лудило. Знам и за драгиот колега исто Famous беше локалот исто, тој беше 30 квадрати, тој беше помал од Stones. Да. Ајде на требаја најдобрите шурки што некоја се државале у кафичу Велес. Компромис прават. Значи сите локали тука скоро у Велесов и дискотеките исто прават компромис. Значи мешаат диджи, жива музика, диджи, жива музика, диджи, жива музика и некојаш е многу тешко, значи, пошто еден локал идат исти луѓе. Исти луѓе идат у петок на диджи, исти луѓе идат у сабота на лайв бенд. И многу е тешко тие луѓе што идат истите да ги раздржиш ти у петок, например на R&B, хип-хоп или на електроника, на електронска музика, пошто идат истите луѓе у сабота на лайв бенд и знаеш, тоа ни нас у крвта тука. Тоа го сака народот. И тоа посебно за новогодишни празници. Колку букинци имаш за новогодишни празници? А? Ја 2 до сега, у последните 2 месеци. Така од кога дојде ноември више, така више се намалуваат више за празници, така немаме многу тески за празници, ќе биде подобро. Значи сепак прашањето е дали од ова живееш и дали го работиш само тоа или имаш нешто друго? Хоби. Кажат дека тоа дека не е хоби. Во Велес, во Македонија општо многу тешко се има 5 диџеи што се издржаваат од тоа. 5 по цела Македонија. Преку сила и тоа се цело време се со продукција надвор продуцираат музика која што се продава на eBay, не на eBay, што зборам, на iTunes, на Amazon, на што ти знам? Spotify. Еве, јас ќе го спомнам и мојот ценет другар што не е сега тука Кокал, он произведува музика, значи издава музика, меѓутоа во градов ретко кој слушнал за него. Значи он е тотален на некој начин анонимус во однос на тоа колку он произведува музика, колку дома има продукција, колку има траки издадени са. Кои што се на Beatport се продаваат веќе брзане и со издавачки куќи. Меѓутоа, едноставно таа хемија, таа функционалност не, значи само извиниш ги да прегинам, имам другарчиња тука од Велес, две другарчиња си, нема врска. Значи издаваат више на велико, битпортови, едниот дечко е во Австралија моментално, издава и за италијански издавачки куќи, значи го има на 4, 5, 6 сигурно 7 компилации издадено. Не се толку познати и никогаш немале букинг у Велес, што е најтрагично. Значи, никогаш у Велес ги немаат букирано у Велес. А дечките се многу поценети у Скопје надвор држава отколку туку у Велес, од самиот Велес. Јас музиката што пуштаат и што произведуваат и што продуцираат е малце по-специфична. Ние не сме навикнати на такви различности. Кај нас се нешто да биде лајтерица, нешто да не одскокнува од се што е авангардно е лошо. Што мислите кај е тука проблемот, поради тоа што не се пласира тоа доволно и нема простор да се пласира на речемо оригинална продуцирана музика. Види, ноќниот живот кај нас се сведува, сега да бидам малку поекспlicитен, на седнување кафанче, ракијче, конобар не ти ни носи мени, значи ти ми иде со ливчето и знаеш што ќе нарачиш. Ракија, шопска, таратур
и вода и дај уште. Таа култура е толку разпространета помеѓу младите. Че не можам да наместам пред 40 години да имам кафана. И певајка нешто, не знам, бла бла бла. Миди. Да, и поштулок стил и после тоа од тука ти да продолжиш на некој по-прогресивен сет, кај што диџејот е главниот. А ти смрдиш на кафана. А ти на кафана. Тоа е нема логика. Публиката избегана или во странство или е во Скопје. Во Скопје пак колку толку битисуваат такви локали кај што има по авангарда, по нешто прогресивно, различно од другите. Че не е хитовско тоа што се врти цело на радио, да ти го вртат, нели? И вечерта таму. Не. Наставно си има диџеј, пример, се доаѓа од негде и цело време е тоа. И цело време е фул. Ама тоа е друга димензија, тоа е Скопје. Во Велес и најголемиот дел од градовите е тоа. Тоа што нема публика во Велес, како другите помали средини, не е комплетна вина на публиката, значи. Че тоа кумува и ноќниот живот што се дешава во претходните 5 до 10 години, значи. Не може. Ние ги затворивме дома луѓето 25 плюс, ги затворивме дома поради тоа што се фураше одредена шема во нашиот ноќен живот. Се договоривме, нема спомињаме, што да спомињаме, како да спомињаме. Значи делумно вина за тоа имаат и локалите во Велес. Што не се малце посмели, похрабри, подрски да промовираат нешто ново. Значи не можеме ние, сме више 21 век, не можеме да тапкаме ние уместо цело време. Попис да се направи. Попис да се направи да видиме колку народ сме. Имаме пристап више интернет и социјални медии, пишени медии, ТВ медии, значи кај има пристап до многу повеќе информација, до многу повеќе музика. Секој више еден човек може да се образува, да се доцира, да слуша музика каква сака више. Значи не мора више само порано ни беше радиото. Бараш фреквенции на радиото, 4 радии имавме. Тоа беше тоа. Телевизии 20, немаше YouTube, немаше интернет, баравме по интернет кафења, снимавме целиња, си радме целиот джепарак за тоа. Парадоксот е до толку голем што во тоа време имавме полно пристап до информации, до музика квалитетна, а повеќе народ слушал и повеќе знаел, отколку сега кога се ти е на 2 клика, целата музика ти е на 2 клика. 40 милиони гледаш, тоа е добро. 50 милиони гледаш, тоа е добро. Ова е 200.000, ова не нема музика. Не е добра музика. Значи, шо нема малце активност кај луѓето сами да си бараат музика, не е само тоа што се пласира. До ден денес можам да кажам дека цело време нова музика преслушувам. И сакам ново и ново и ново. Испод 4 албуми на ден, не сум, минимум. Пустоа со дете сум сега. Оти со 2. Со 2. Чекај, ќе доеш. Авторизација, гориме ко барут. Авторизација, добиваш нокаут. Авторизација, гориме ко барут. Авторизација, добиваш нокаут. Гориме ко барут. Добиваш нокаут. Едноставно треба да се води по тоа кој вкус си го има секој артист, изведувач, диџеј, пуштач, како да ги наречам, не е битно. И да си го тера својот филм и едноставно да биде, нели, да знае дека ќе биде прифатено тоа. Да има некаква целна група која што ќе го прифати тоа. Нема некое правило да речеш сега треба да имаш ваков сет на опрема, миксета, плеери или лаптоп или нема врска. Значи, по мене не е проблемот некој ако пушта со глувче и лаптоп, не е тоа толку проблем, колку што е проблемот они прават се за да испаднат да пуштат музика, ама се што ќе им кажат. И сега пушта едно, пушта друго, пушта
хип-хоп R&B пример, нема да ги наведувам кои се. И после тоа доаѓа, ајде сега готово, заврши вечерот, ајде сега идемо на значи да смениш така рапидно стил и после тоа да се кажеш дека си диџеј, не можеш да се кажеш. Тоа е нелојална реакција за вас, малку поставите. Тоа што го кажувам, не е битно што ги будеш музика, тоа го кажувам многу. Значи не е битно да ги будеш музика на грамофони, на контролиран, на дувчини, на малку си добар, ќе бидеш добар. Финтева е да не си го подценуваш трудот, да не дозволуваш да бидеш подплатен. Значи со текот на времето ние сме се изградили некоја цена и сега се појавуваат некои ликови пуштаат музика за 500 денари, 1000 денари, 300 денари, што пуштал јас за 300 денари музика. Да не бидеме тука на дека не сум пуштал за 300 денари. Сум пуштал за 300 денари музика. Тоа било на почетокот исто. Али оваа ера тогаш били други времињата. Оваа ера да пушташ за 500 денари, 1000 денари музика ми е стварно банално, брутално и не знам што уште да кажам. Абе подценувачки. Ако си го подценуваат трудот, ако они мислат дека тој труд за таа селекција на музика, за тој сет што го пуштат вечерта преди 500 денари слободно, нека пуштаат за 500 денари, ја ги сеам дома, нема проблем. Ќе ме викнат еднаш исто по 8 пати сум пуштал музика за 500 денари. Зависи какви им се афинитетите, значи кон што сакаат они да прерастат. Дали сакаат да си останат таму во тоа местенце кај што се пуштаат за 200-500 денари или сакаат нешто да успеат повеќе на тоа поле. Јас мислам дека сепак некој кој работи дисциплинирано и напорно ќе постигне резултати. Меѓутоа треба да се стои на својот стил. Еве, дечкото си е исто дечко. Там за жив пример до мене. Епа очигледно привидно за многу луѓе тоа дека секој може да биде. Јас викам кој што сака нека прави, тоа е демократија. Да разграничиме што според вас подразбирате што е еден современ диџеј. Современ диџеј за мене е диџеј Гоци. Современ диџеј за мене е диџеј Чваре. Современ диџеј за мене е диџеј Зорбитол. Современ диџеј е тој диџеј што не се губи интегритетот со текот на времето. Тој диџеј што се останува на своето и покрај тоа што јас сум решен или ќе пуштам тоа што знам ја да пуштам без да ми сугерираат што да пуштам. Значи јас сум многу пофлексибилен од него. Ја одам од R&B до тврд хип-хоп. Значи заради тоа многу луѓе и ме ругаат до ден денеска, али нема врска. Јас си ставам парите од живот, не ме плаќаат они. Плаќаат ме газда на дискотеката. Ако сака R&B да му пуштам, ја го пуштам R&B. Ако сака фанк да му пуштам фанк. Ако сака old school да му пуштам хип-хоп, ќе му пуштам хип-хоп. Пак е тоа, знаеш, тоа се е у тој жанр на музика, не знам тоа како не го разбираат они. Па е тоа прифатлив еден тип на музика кој што не одам ја од поп, урбан, електроника, рап, цацики на крајот, така што ми чини. Значи пак има забава, пак се дзенза, пак се шиза, нели, и пак е културно. Значи не е селјачкото од тебе да го извадиш. Она со лоп. Да се вратиме на ноќниот живот, кој има ли во Велес и задоволителен е ако го има? Велес. Кај беше Rest in Peace тоа? Rest in Peace баш, Rest in Peace многен живот. Не, у принцип, да не бидеме сега толку сурови, не, сега, шала на страна. Има забава, има. Него го пати наназад е докажано дека Велес има потенцијал за добра забава. Јас сум присуствувал јас ќе кажам за него, нели? На негови забави стварно е чкан народ, има супер забава, смрдање, се пијуцка, се джуска. Getting jiggy with it. Да, супер. Мене јас мислам дека парата е проблем. Најголемиот проблем е парата, што ја нема. Факт е дека нема. Сега не можеме тоа да го замислиме. Не можеме ние да се замислуваме, каде сме светски диџеи, реномирани, не знам какви, вакви, такви или стилови. Народот се стиска со една пијачка цела вечер. Стварно има, нели, многу има што се има некој што па тоа е, одлив на парите таму оди, да се разберем. Меѓутоа има забава. Нема ништо против кафаните. Да се разберем погрешно.
имавме неколку забави што ги направивме со Велес DJs, некој лабел што си направивме неформален. Со пена парти имавме и во Пуебло и лето баш имавме една добра во ноктурно. Стварно има потенцијал, значи има забава. Ама тоа не може секој викенд. Значи секој ќе му слушатели, секој ќе му публика Велес. Јас не губам надеж од Велес. Едноставно мислам дека пара да има малце повеќе. Само газите да бидат малце похрабри. Мора да бидат газите малце похрабри, да бидат малце поиновативни и да ни дадат шанс. На нашите деца, што се вика, на велешки деца ни дадат шанса. Даваат шанса, меѓутоа, ето. А не само да не викаат кога немаат ништо друго да не викаат. Кога ги ај тоа ќе ги викнеме ние наши. Не е тоа фер, не е окей. Треба да се пишетуваме пред нас. Да постоја се друго. Не гледам никаква причина зашто би се со некој би се заклал, тоа е избор. Значи ако сакаат они да не викнат, ќе не викнат и ќе направиме ние. Значи ние кога нас не промовираат, ние два пати враќаме. Позитивна смисла. Ја можам само Петруш го знам, што онака се занимава малце посериозно со оваа работа, почит до Петруш исто. Раковски твистат нешто пробува, Раковски пробува нешто во на Джигири му кажав, него му дав некој совет таму, не знам дали ќе го прифати, дали нема го прифати. Ако го гледаш ова брат, се што ти правив мувет. Флеш исто. Флеше долги години во радио, значи него треба сите капа да му стимнат. Кумот брат. Коче е пример. Исто он е у радио фотошопов. Кокал производство на музика. Имаме веќе некои згаснати диџеи кои што веќе немаат. Defect 13, Abstract Хемикалија, почит, знаеме ли кои се. Стоп. Ако гледаш, има... Меѓутоа, кога работиш од хоби, кој ќе ти дојде некоја друг приоритет во животот, многу од нив и се откажали, фатиле некој друг пат. Што е во мојот случај уште се држам, ама не се форсирам кој знае колку. Чудна работа. Значи, здоровител ни е дете, да кажем, дете на Велес, а највише букинзи му усвети николе. Значи, луѓе, дај малце освестете се. Поради тоа што... Знаеш како? Јас имав еден пријател кој што еден период почна да ме букира. И таму кај што ме букираше, таму одам, настапувам и супер мина. И они веќе сами ме викаат. Меѓутоа, сам да одам да викам, абе, ја да пуштам нешто, може ли да пуштам, да не спари ќе пуштам, не правам. Тоа не успеавме, брат. Не успеавме. Може требало некој менаџер, ја да ти видам тебе, ти мене. Имаше, ја пробав предна година и пол да влезам во една менаџерска куќа и дечкото ми рече, брат, ќе те блокирам, ми вика, не е проблем. Значи ми кажа некој местенца така, кај би можело да ме блокираат. Не ми се свиѓаше уопште местата кај што имаше букинзи и баш кај дечките земаат 30%. Значи он тебе ако те блокира за фиксирам шеси денари на пример. На 2000 за него. Како е друго? Порно сам ќе си бъркам букинзите. Значи цел живот сам работам. Абе ако ми гарантира, види ако ми гарантира пласман, тоа треба да има и договор. Не е така едноставно. Сепак 30% е нереално, брат. Абе ако он знае тоа да го направи, нека повели. Нека ме блокира да ме тие денари, брат. Па 30% нека се земе, разбираш? Е толку проблем. Тоа колку што е проблем, што знаеш, ќе
ќе те букира еднаш два пати и после тоа ај чекај ќе те спуштам, па не знам што прават некои финти. И едноставно не е одржливо таа надопка. Сосема за крај, значи да заклучиме, не е сексовно, има... Не, далеко од тоа. Јас сум оптимист секогаш, брат. За окружување ли ба? Оптимист, песимист, брат. Брат, ја ако не бев оптимист, немаше да седам тука. Има. Значи, има уште локали у Велесов што се држат на своето и што се отварат. И прават такви забави. Че, хаусче, прогресив, нешто. Има дава. Се собира чопор, се прави жури. Ама јас сум веќе оптимист, секогаш мислам да ќе биде подобро. Не, може јас сега годините гзот ги начукав, ама со извинение вака на... Ја не сум више млад. Шо си татица, а? Таа појна глава те гледат. Мој татица. Смеат работите, мора да смеат работите. Не, треба народот да сам да си одлучи да смее. А тоа не можам јас да налагам, да не можем и фанеме за уши и вече работа, ама веќе слушате урбана музика. Сега урбана музика. Тоа се самата персона, самиот карактер. Има. Само до проживање, само до воспитание. Балканскиот менталитет многу тешко се сузбива. Тоа е.